процеси кои што навистина збиено се случија во една година и заслужуваат пофалба. Донесен е законот за еднакви можности меѓу мажите и жените. Потоа заврши спроведувањето на националниот акциски план за родова рамноправност. Усвоена е 8-годишна стратегија за родова еднаквост и последно се случи периодично известување кон СИДО за периодот 2006-2012. Ова се крупни чекори направени во една година, меѓутоа, оно што паралелно го имавме во јавната сфера, истата година се беа драматични повици за мобилизирање околу од проблемот на така наречената рецесија на нацијата, во која повторно центарот на вниманието беше свртено кон наводната себичност на жената и нивните некакви се женски права. И од тука морам да кажам дека каналите низ кои што ги слушавме овие реторики се прилично силни, прилично бројни. Овде не зборуваме за влади и институции, туку зборуваме и за медиуми, интелектуалци, верски заедници. Ако разговараме дали родовата еднаквост е вредност или обврска, непотребно ги би извршил, тоа значи дека од моментот на законот и имплементирање и мониторинг треба да идеме еден чекор поназад, значи поназад од легислативата во политиката. Кога имаме збор што се вика вредност, идеме уште поназад во филозофија и етика и морал. Но сепак сметам дека слушајќи секогаш презентации на имплементирање на важни закони, барем јас лично секогаш се разгневувам и мислам дека преку тој гнев и преку конкретниот закон некогаш многу често се случува кога слушаме закони е нешто здодевно, легислативи, комисии, но тоа секогаш кај мене причинува гнев. Зашто причинува гнев и како преку филозофијата на родовата еднаквост до законот да се поврзат сите тие точки, тоа ќе се обидам сега да го изведам. Некако ќе видиме како, не сум баш сигурен. Ќе почнам од самата предпоставка зашто се разгневувам и во конкретниот случај кога гледам дека кога разбираме дека такви податоци добиваме од мониторинг, би почнал од дуалноста дали е вредност или обврска. Јас мислам дека таа е непотребна дуалност. Не треба така да ги поставиме работите, бидејќи тогаш стигнуваме во таква шизофрена ситуација, сите прокламираме дека тоа е обврска и во меѓучовековите односи едно машко ќе му каже на девојче, да, разбираме сега. Нормално по закон така е, треба да бидам джентълмен сега. Тоа така го пишува во законот, но во општествените односи останува уште една огромна доза на непостоење на вредноста, која сепак е врзана со законите и институционалната пракса, бидејќи колку вредностите причинуваат еден закон да се донесе, со времено имплементирање на закон и институционална пракса, пак може од друга страна да се внесат вредности во општеството, на институционална пракса, што се вика. Но како станува нешто вредност воопшто? Јас ќе зборам за себе и за мене вредност станува нешто по сила на, во конкретниот случај, како родовата еднаквост станува вредност по сила на нееднаквост, по сила на неправда, која преку чувството и преку емоциите станува вредност првин лична. Така јас станав феминист. По сила на чувства на емоција, по сила на чувства на солидаризација, првин со женските во моето семејство, со мајка ми, потоа со моите соученички во основно училиште, тогаш јас не знаев што сум по политичка или филозофска ориентација, но мислев дека нешто трука, јас сметам дека не е баш вред. Иако некојаш девојчињата беа први и треба поситни, ама секогаш нешто не беше вред. Тогаш кога почнав политички да се вообразувам, им дадов име на тие емоции и чувства на солидарност и ги нареков феминизам. И тогаш од емоција стана политика. Кога стана политика,
тогаш бараш нешто да се смени во општеството, да се донесат одредени закони и затоа се разгневуваш кога гледаш ваков закон дека не се имплементира, дури и ваков како што е не е добар и не е доволен и стапуваме во моментот на закон. Затоа сметам дека тој момент на закон е поврзан со емоција. Значи, први емотивно бев јас поврзан со нешто, после политички стана феминист и сега се разгневувам на закон. Затоа, мислам дека она што сакав на крај, сега ќе го кажам, после ќе продолжам, закон секогаш мораме да се спесни дека кога читаме закон, кога читаме форми на имплементирање на закон, тоа не се само некои здодевни бројки и статистики, тие се бројки и статистики, институционални пракси кои влијаат на нашето тело, кои влијаат на нашата психологија и кои влијаат на нашата емоција на крај.